Колку вкупно осомничени лица има за последниот Има случај? за последниот случај 3 физички лица и 3 правни лица се осомничени. Добро, превземени ли се некои мерки против лицата, ќе барате ли одредени мерки? Во текот на денешниот ден ќе бидат упатени до Основниот суд Скопје 1 2 барања за определување на мерка притвор против 2 од физичките лица. Тоа е она што во моментов ќе биде преземено од наша страна. За да биде појасно, затоа што се служевте со прилично правен речник, значи главниот доказ е тоа дали дробилицата била мобилна или не. Иако јас не гледам што е тука смешно, прво, морам да потенцирам дека главниот доказ е дека документацијата која што е доставена, со која што се тврди дека лицето исполнува услови по техничката спецификација е фалсификат. Значи не се работи само за дробилицата, ако ја слушавте внимателно колешката, се работи за договори кои што се тврди дека се склучени, кои што не се склучени, за набавка на друг вид на опрема која што никогаш и не била реално набавена и лицата, правните лица во моментот кога конкурирале на тендерот воопшто не ја поседувале, иако прикажале на сосем друга состојба дека поседуваат таква опрема. Може ли за она што го најави специјалната јавна обвинителка Јанева, проширување на истрагата за Титаник? Конкретно за проширувањето е за 18 лица, 17 лица. Значи, може ли да подсетите предходно колку лица беа опфатени, за кои дела сега се товарат овие лица и од каде произлегува, дали се однесува на последните предистражни действија кои што ги имавте со сослушување на донатори во кампања? Вака сега. Точно е дека е проширена истрагата, како што кажа специјалната јавна обвинителка, за 17 лица. За овие 17 лица дел од нив и беа опфатени со претходната истрага, меѓутоа сега е значајно да се напомене дека се работи за нови действија, односно нови кривични дела кои што им се ставаат на товар, а не беа опфатени претходно. Се работи за кривичните дела злоупотреба на средства за финансирање на изборна кампања од член 165а, повреда на избирачко право, повреда на слобода на определување на избирачите, злоупотреба имаме и на службена положба и овластување, злосторничкото здружување секако, и она што можеме да го кажеме за Титаник во овој момент е дека да, голем дел од действијата кои што беа преземани во рамки на другите постапки беа и действија со кои што се испитуваше законитоста на финансирањето на изборните кампањи и се разбира дека и тоа е составен дел. Воедно составен дел се и действијата кои што опфаќаат повреда на слободата на определување на избирачите, а беа поврзани со аферата списоци која што беше објавена и заради која исто така имавте информација дека беа сослушани новинарите која обелоденија таа афера. Тоа е се што имаме во моментов за Титаник. Дополнителни статистички податоци може да ви доставиме и дополнително. Ме интересира за Титаник исто дали може би се опфатени функционери, високи функционери од раководството на ВМРО ДПМН. Како што кажа специјалната јавна обвинителка, опфатени се високи функционери, точниот идентитет во овој момент нема да го соопштиме на лицата кои што се опфатени. И уште едно прашање за донаторите од Охрид. Дали има вршено влијание врз сведоци за попречување на истрагата? Да, сега ќе ви појасниме повеќе околу тоа што се случуваше во Охрид, затоа што имаше новинарски прашања, мислам дека од госпоѓата Гетева беа, кои што не стасавме да ги одговориме заради други работни обврски. Значи, во Охрид имавме една благо речено непријатна ситуација, кога ние постапувајќи во рамки на наши законски овластувања, испративме покани преку Министерството за внатрешни работи кои што беа доставени до СВР Охрид и тие покани требаше да се достават и во интерес на граѓаните на Република Македонија, односно на сведоците кои што беа засегнати, одлучивме действијата да бидат преземени во Охрид, се со цел тие лица да не бидат изложени на дополнителни трошоци за да доаѓаат до Скопје. Сепак дел од поканите не беа доставени, постоеле пречки за нивно доставување, беа испратени 185 покани, од кои што 130 покани беа доставени на лицата, а 55 покани не беа доставени на лицата. Дента кога се спроведуваше испитувањето на лицата, односно кога се земаа искази на сведоците, имавме ситуација да бидеме известени дека е најавен
протест од одредена политичка партија да изразат револт. Сакаме да појасниме дека сите сведоци кои што се повикани во било која предистражна постапка не се повикани заради нивното својство во одредена политичка партија и нивното членство. Ние не поседуваме листа на тоа кој се е член на која политичка партија, туку лицата кои што ги повикуваме заради постоење на некои други околности кои што се поврзани со конкретна предистражна или истражна постапка зависно. Кога бевме во Охрид, беше побарано состанок од двајца од представниците на политичката партија кои што го организира протестот, и на тој состанок како јавни обвинители што беа присутни таму бевме јас и уште една колешка од тука, и можам да кажам дека од тие лица кои што дојдоа во присуство и на началникот на СВР Охрид ни беа искажани известни закани, за кои што закани подосна го известивме и министерот за внатрешни работи. Воедно ни беше доставен од тие лица и список дека тие точно знаат кои 185 лица сме ги повикале, па со оглед на тоа што неповикани лица знаеа кој се е повикан како сведок во рамки на тајна предистражна постапка, ние и за тоа го известивме министерот за внатрешни работи и секако направивме некои проверки со цел да утврдиме дали е настанато влијание на сведоци и кој тоа влијание го вршел, и ве уверуваме дека во најскора иднина ќе следат кривични пријави по однос на наводите што ги имаме ние за тоа кој го вршел влијанието на сведоци и како податоци кои што се тајни за предистражната постапка завршиле на некои места кои што реално не би ни требало да завршат. Исто така за влијание на сведоци имаме проблем од аспект што и во јавноста беа објавувани на одредени медиуми, портали, беа објавувани инструкции како сведоците да не се јават на обвинителството, како евентуално да се одбранат од ова обвинителство. Во оваа прилика сакам да ги појаснам законските одредби. Сведок кој што е повикан е должен да се јави на поканата. Тоа го предвидел законодавецот и е должен да сведочи. Доколку не се јави на поканата сведокот, а е уредно известен, тогаш може да биде доведен присилно, а може да биде и парично казнен. Со цел да избегнеме непријатни ситуации, за да се тврди дека ние некого апсиме, а тој нема врска е сведок, или зошто парично бараме да бидат казнети лица, апелираме сите лица кои што уредно примиле покана како сведоци да дојдат, да се јават, и сите наоѓања за кои што ќе им бидат поставени прашања да ги појаснат на обвинителството. Појаснуваме и дека сведок е секое лице кое што може да има сознание за било која работа која што е од предмет на интерес на ова јавно обвинителство. Само момент, микрофонот еве позади, па потоа кај вас ке го. Јас би сакала за Титаник да ме прашам, кажавте дека е проширена истрагата за уште 17 лица. Меѓу тие лица дали има луѓе од политичката партија ДУИ конкретно или ДПА, бидејќи и албанските партии сигурно учествувале на изборите, и дали за нив, за колку лица се работи ако има меѓу нив албански политичари? Она што го соопштивме, во моментот се што може да ви соопштиме, се разбира во текот како ќе напредува истрагата, ќе добиете и подетални информации со кои што може ќе ви биде и откриен идентитетот на лицата. Во оваа фаза одлучивме идентитетот на лицата да не го соопштуваме воопшто. Еве не идентитетот, само дали има албански политичари? Она што можам да ви го кажам во моментов е тоа што го соопштивме. Се надевам во блиска иднина дека ќе имате можност да добиете одговори на тоа прашање. На кратко, само уште за Сопот и Монструм. Дали единствени пречки за превземање се само измените на законот кои што не успеавте да ги смените, и во врска со пречките кои што ги имате од Советот на јавни обвинители? Дали само за тоа се работи или има и други пречки? Се разбира дека донесувањето на законот за заштита на сведоци, односно измените кои што ги баравме, се клучни за многу предмети, меѓу кои и предметите кои што ги споменавте од една страна. Од друга страна, конкретно за предметот Сопот, тој како што сите знаете е побаран од Советот на јавни обвинители. Кај нас тука имаме оформено предистражна постапка во која што вршиме некои проверки врз основа на разговорите кои што се разбира ги имаме. Се уште немаме добиено одговор од Советот на јавни обвинители за предметот, така што очекуваме дека со Советот ќе поставиме подетална соработка и ќе добиеме одговори на прашањето за предметот Сопот. Повелете? Ќе ве молам едно прашање. Докаде е постапката околу барањето за заштита на законитост што се води пред Врховен суд, и дали успеавте да ги добиете списите и записникот
за Звонко Костовски од Кривичниот суд. Добро. Вака, по однос на барањето, последната наша информација е дека целокупниот предмет со кој што е осуден лицето Звонко Костовски по повод нашето барање за заштита на законитоста е доставен до Советот на јавни обвинители од страна на Кривичниот суд. Прво добивме информација дека предметот се наоѓал во јавното обвинителство на Република Македонија, а потоа судот не извести дека предметот е доставен и до Советот на јавни обвинители. За законските основи по кои што е доставен предметот ќе мора да се обратите или до судот или до Советот на јавни обвинители, бидејќи тоа се сите информации за тој предмет кој што располагаме во овој момент. Повелете? Достега видовме одредена театралност во настапите кога се презентираат истражните и предистражните постапки. Дали со таквиот начин на презентација имате за цел да смените однесување кај граѓаните, одредена перцепција која што имаат и да дојде до некоја си предвремена осуда? Се разбира не. Прво, ние сметаме дека начинот на кој што ги известуваме граѓаните на Република Македонија е транспарентен и во целост го почитуваме начелото на транспарентност. Во однос на тоа како ги доживува некој нашите настапи, дали се тие театрални или не, тоа верувам дека е индивидуална и лична перцепција, а нашата цел е да ја подигнеме свеста кај сите, дека сите луѓе се еднакви пред уставот и законот и да ја подигнеме свеста дека без оглед кој направил криминал треба да одговара за сите дејствија кои што значат остварување на кривични дела. Нашата цел е токму борба против криминалот и нашата мисија и визија, како што многу пати имаме кажано, е токму доследно почитување на начелото на владење на правото и третирање на како еднакви на сите пред уставот и законите. Момент. Дали може би во Охрид добивте нови сознанија со оглед на тоа дека испрашавте многу сведоци? Добивте ли некои релевантни информации кои ќе помогнат за понатаму? Од сите дејствија кои што ги преземаме и во истражните и во предистражните постапки, секако е дека добиваме релевантни податоци. Во Охрид, иако беа негде само 15 сведоци испитани, се разбира дека имаме релевантни податоци кои што ќе помогнат за предистражната постапка. Дали влезот во ЕПМ? Добар ден, Александра Дуковска, независен новинар. Дали влезот во МПМ е поврзан, освен со нивното финансиско работење, со некоја друга истрага, Финзи медија можеби, или како се викаат тие фирми кои што вие исто така ги испитувате, дали тие истраги таму се поврзани со некој од вашите предмети и зошто испитувате финансиско работење на медиум? Вака, ние немаме до сега официјално соопштено зошто се обративме до конкретно МПМ и што точно баравме со нашето присуство таму, токму заради тоа што се работи за предистражна постапка и во овој момент не можеме да ви соопштиме податоци. Нити дали под истрага, односно се води предистражна постапка за самата медиумска куќа, нити дали доказите се потребни за друга предистражна постапка во врска со финансиско работење, се работи сепак за предистражна постапка во моментот кога и доколку дојдеме до ниво на основано сомнение и до ниво да треба да се отвори истрага, се разбира ќе бидете благовремено известени. До тој момент не сме во можност да кажеме што беше предмет на испитување во медиумската куќа за која што прашувате. Имаше ваму едно прашање, а повелете. Дали го добивте решението на апелација за издвојување на доказите за предметот насилство во Општина Центар? Се уште немаме одлука на апелациониот суд, бар до предпочеток на пресконференцијата. Борис Настилковиќ, Инфомакс. Дали е транспарентност кажување на една политичка партија, а сокривање дали има албанска политичка партија обвинета? Ние денес не соопштивме имиња и називи на ниту една политичка партија, од она што јас можам да се сетам во пресконференцијата, така што рековме дека за проширување на истрагата вклучени се високи представници на државната власт, меѓутоа не кажавме од која политичка партија доаѓале, така што верувам дека доволно транспарентно се однесуваме и дека во конкретниот случај не фаворизираме никого. Други прашања, повелете? Може ли за денешниот случај, ако се подсетиме на тој еден објавен разговор, таму имаше тој што вози Ибица и тој Дебелиот, дали двата други разговори покажаа вмешаност и на Комисијата за јавни набавки и раководството на ЕЛЕМ? Дали
во тој правец оди истрагата? Во оваа фаза на истрагата и од она што представува исполнување на битието на кривичното дело што им се става на товар на лицата, беше правена анализа на документацијата со која што лицата се легитимирале да учествуваат на јавната набавка, така што сите понатамошни прашања би биле уфатени во некоја предистражна постапка за која што во моментов не можеме да коментираме. Еве уште тука едно прашање и слам дека. Обвинителке, знам дека вие во овој случај говорите за делот на фалсификат документи при настапот на тендер и добивање на работите. Меѓутоа, сакам да ве прашам дали евентуално отидовте чегро понатаму, па овие компании кои добиле тендер од повеќе од 17 милиони евра, дали барем си ја завршиле работата како што треба, дали вршеле ископ на јаглен за термоелектраната Рекбитол? Така, се разбира дека се преземени и действија во утврдување на други релевантни факти кои што можат да значат исполнување на други кривични дела, меѓутоа во овој момент наодите покажа, односно имавме основано сомнение, степенот се подигна на ниво на основано сомнение само за делот на документација, се разбира сите понатамошни действија и проверки кои што ќе ги направиме, доколку доведат до друга состојба, ќе ви известиме, се разбира, а се прават проверки, да. Извинете што пошто ми е нејасно. Дали специјалното јавно обвинителство излезе на терен преку вештак за да ја провери фактичката ситуација на терен каде што се ископува јаглен? Специјалното јавно обвинителство, да, излезе на терен. Вештак не е користен во оваа фаза на постапката, меѓутоа се разбира дека ги собравме сите релевантни документи кои што ни треба, како во поглед на изведување на работите, така и во поглед на документацијата, односно она што е предмет на истрагата. Доколку немаме други прашања, ви благодарам на сите за вниманието.